малку подолг текст и богат со, како што е словото на Бог секогаш, со вистини корисни за нас. Историјата на човештвото познава многу војни, историјата на човештвото е историја на војни и многу операции во кои било покажувана голема храброст, меѓутоа и големи грешки. Една таква операција е позната како операцијата на лесната бригада. Не знам како најсоодветно да го преведам. The Charge е оригиналниот збор. Нападот ли, како и да е. И на основа на тој настан од Кримските војни има напишана и позната поема, британска англиска поема, од познатиот поет Лорд Тенисон. И зашто станува збор? Станува збор за една бригада од британската лесна конјаница, која добила задача да спречи собирање на оружјето од освоени турски позиции од страна на руснаците, собирање тоа оружје. Тоа било задача на конјаницата лесна, биле оспособени за таа мисија. Меѓутоа, поради грешка во командниот систем, добивале погрешни инструкции и на крајот биле упатени по грешка во рацете на еден добро вооружен руски батальон или батерија, артилериска батерија. Гледале војниците дека нешто не е во ред со командите, меѓутоа војник како војник негово е да слуша и да исполнува. На крајот, нападнати од топови, сите изгинале. Така, 600, од таа поема вели 600 конјаници завршија во долината на смртната сенка. И во поемата, во познатата поема на Тенисон, тој истакнува една мисла, еден ред кој вели нивно не беше да спорат, нивно не беше да прашуваат зошто, нивно беше да исполнуваат и да умрат. Така, чисто војнички. Зошто го кажувам ова? Зашто и овој текст што го разгледуваме, па и така Библијата во целина, открива за нас верници дека и ние сме еден вид на војници, и ние сме вклучени во војна. И ние секојдневно војуваме. Апостолите кои беа затворени, беа ослободени од ангел и ангелот им рече, ќе се исполнувате мисијата. Вашата мисија е да проповедате за Христос. Меѓутоа, исполнувањето на таа мисија на христијаните ги води во конфликт, ги води во духовна опозиција, во една духовна војна. И таа духовна војна христијаните ја водат. Тие си имаат и оружје, како што има секој војник. Оружјето е духовно. Имаат командант, тој е Христос. Христијаните не војуваат според својата логика, според својот разум, туку војуваат според инструкциите што ги дава командантот, инструкциите на Светото Писмо. И тоа е и без приговор, како што прави секој војник. Не прашува зошто, неговото е да војува. И при тоа, за разлика од останатите војници или војни, христијаните тоа го прават на довербата, сигурната доверба дека во нашата војна не може да се случи гаф во командите. Кога Христос не праќа, тој со сигурност не праќа и ние никогаш не сме посигурни од мисијата, од исполнувањето на неговата мисија. И ние секогаш сме буквално одредени, нашата судбина е од тие битки да победуваме, зашто во Божјото царство нема загубени битки. Тоа што ќе го видиме, што можеме да го видиме во овој текст. Војна во која единствените фрустрирани се само противниците. Победниците секогаш се оние што се на Христовата страна. Ајде се подсетиме малку на контекстот. Видовме, нели, минатите изучувања, црквата во Ерусалим расте, апостолите го проповедаат Евангелието, има грижа и внатре во Христовото тело, се име заедничко, никој ништо не смета за свое, има
споделување, има и грижа за загубените. Служат, проповедаат и постојано Бог придодава луѓе. И во еден момент се јавува проблем внатре, во црквата. Сериозен проблем. И Бог покажува во случајот со Ананија и Сапфира колку тој гледа сериозно на проблемите внатре во црквата, на гревот во црквата. Дека опасноста што се појавува внатре, и тоа е вистината и библиската и низ историјата на црквата, опасноста што ќе се појави внатре во црквата. Опозицијата што ќе се појави во црквата има поголеми последици отколку опозицијата однадвор. И Бог радикално го решава тој проблем, ги убива Ананија и Сапфира, и тоа резултира, гледаме, ја исчистува црквата, и тоа резултира со невидена, тоа резултира со уште поголем успех во служењето. Пишува дека црквата уште се сплоти уште повеќе, апостолите уште повеќе почнаа да проповедат и чуда големи се случуваа. Многу луѓе се исцелуваат, дури луѓето изнесувале на улица болни, со надеж дека само ако сенката ги допре или помине само сенката на апостолите, ќе бидат излекувани. Гледаме како Бог ја потврдува својата сила, сведоштвото, вистината за Христос, вистината за воскресението на Христос, бидејќи црквата беше очистена. И нешто ново гледаме во 16 стих, мислам дека беше 17 стих, 16 стих на 5 глава, почнува црквата да излегува надвор од Ерусалим. Тоест, се исполнува динамиката на Христос, која каже Ерусалим, Јудеја, Самарија. Пишува дека доаѓаа луѓе од околните села, доаѓаа луѓе од околните градови, од цело Јудеја, доаѓаа во Ерусалим да ги слушаат проповедите на апостолите. Црквата се шири надвор во Јудеја. И во исполнувањето на таа мисија што Христос ја даде на апостолите, се јавува опозицијата. И водачите на Ерусалим се активираат. И пишува тогаш првосвештеникот и сите што беа со него, приврзаници на садукеите, станаа и се исполнија со завист. Ако на едната страна гледаме, за Петар цело време пишува и за апостолите, се исполнија со Светиот Дух, овде гледаме луѓе полни со завист. И оно што ме зачудува овдека, навистина, кога наоколу има само спасение, лекување, покажување на благодат кон луѓето, луѓето завидуваат. Како може, зошто би завидувале, кога гледаме дека луѓе тргнуваат по Бог, го следат Христос и Бог покажува благодат, Бог работи. И тоа носи завист. Резултатот е завист кај некои луѓе. Овдека би кажал, во случајот јасно е дека таа завист е резултат на славолюбието, мотивите кои ги има свештениците и приврзаниците на садукеите. Тие беа елитата во општеството. И духовна, и политичка, и образовна. И сега доаѓаат луѓе од Галилеја, од рурална средина, провинцијалци, и имаат огромен успех. Толпи тргнуваат по нив. Проповедаат со авторитет и се авторитет за луѓето. И луѓето почнуваат масовно да ги следат. Црквата станува, гледаме, почнуваат веќе и жени, нели да се спомнуваат. Црквата станува огромна маса, повеќе од 20.000 души. Толку приврзаници немаат членовите на Синедрионот. И се исполнуваат со завист. И тоа е основата или суштината на проблемот на зависта. Неразбирањето на Божјата благодат. Или зависта, а зависта се појавува во црквата, кога има успех во едно служење повеќе или во друго служење повеќе, и се јавува завист. И зависта покажува
прво телесни мотиви, дека служењето не е за слава на Бог. А вистината е дека сите, и апостолите, и сите што беа во црквата, како членови, па и тие синедрони, членови на синедрионот и првосвещеникот, сите се слуги на Бог. Секој, независно од дали служењето е од тамбон или од клупа, е само слуга на Бог, ништо повеќе. И тој служи на Бог. И меѓу слугите нема надпревар за слава, зашто слугата не може да добие слава. Слугата работи за Господарот. Проблемот овдека е што очигледно некои не работеле за Господарот, туку работеле за себе, за своја слава. Кога служењето на Џорџ Вајтфилд станува, големо, се развива и илјадници луѓе, присуствуваат на неговите проповеди и многу следбеници тргнуваат по него. И тие следбеници во момент предлагаат да направиме една деноминација која ќе го носи твоето име, да ќе се нарече деноминацијата на Вајтфилд. И тој рекол, не, името Вајтфилд нека загине, името Христос нека се прослави. Зошто? Зашто Вајтфилд е само слуга. Слуга кој служи на Господарот. Очигледно, и не само, очигледно е дека мотото на првосвещеникот и останатите кои се кренаа против апостолите било името на Христос да загине. Им пречеше тоа име, зашто тоа име ја крадеше дивната слава. Дури понатаму кога првосвещеникот ќе почне да ги распрашува на суд апостолите, тој нема да го спомене името Христос, ќе рече овој човек, ова име и така натаму. Нито во еден момент. Тој дури не покажува желба да каже Исус. Толку му пречи служењето на Христос. И тоа е проблемот. Кога има завис, тоа значи дека не ја разбираме благодатта на Христос. Зошто секој служење во крајна мера, се што сме, служењата што ги имаме, способностите со кои служиме, дарбите кои ги имаме, желбата која во нас се гради, мотивацијата, се е благодат од Господарот кон слугата и на крајот и успехот и резултатот пак доаѓа од Господарот. Се е по благодат. И кога се е по благодат, кај е можноста или правото на слугата да каже еве, јас завидувам на другиот, или јас можам да се пофалам со тоа. Божјата благодат и разбирањето на Божјата благодат. Секако тие луѓе не ја разбирале. Се исполнија со завист и ги кренаа раците на апостолите и ги ставија во јавниот затвор. Тој стих сум го испуштил. Во 18 стих пишува, ги кренаа и ги ставија во јавниот затвор. Пуштија луѓе да ги уапсат. Една ноќ апостолите се во затвор, утредента се свикува повторно Синедрионот. Тоа е вториот судски процес против апостолите. Во првиот случај беа само апостол Петар и апостол Јован таму. Сега гледаме сите апостоли се уапсени. И намерата е да бидат изнесени на суд. Синедрионот, како што кажав, е највисокото судско тело во Ерусалим. Имат првосвещеник, таму се книжници, свештеници, садукеи, фарисеи, духовната и политичката елита. И што прават сутредната? Праќаат луѓе, стражари во затворот, да ги донесат на суд во Синедрионот, да ги судат. И кога доаѓаат таму, гледат, стражарите си стоят пред вратите на затворот, вратите се заклучени, ги отварат вратите и внатре
празно. Може да представете си какво чудо се случва. Доаѓа ангел преку ноќта, ги ослободува, ги вади од затворот, без да се отклучат вратите и без да видат. Може вратите били отклучени, не знаеме како, били телепортирани. Меѓутоа, стражарите ништо не разбрале за тоа. Чудо. И ова чудо е интересно чудо. Ова е како некако... Ова чудо е како мајтап со садукеите. Садукеите... ќе го исклучим, ова ќе земам обичен микрофон. Мислам дека ова е... Која е иронијата овдека? Садукеите се посебно спомнати, т.е. приврзаниците на садукеите. Понатаму од 23 глава е представена нивната теологија, ја знаеме од историјата. Нивната теологија е либерализам, натурализам. Тие се материалисти. Не веруваат во надприродни работи. Не веруваат дека има воскресение од мртвите. Не веруваат дека постојат ангели. Не веруваат во надприродни работи. И што прави Бог? Тие луѓе го ставија на суд Христос и го осудија, го убија и одрекуваат ангели. Сега еден ангел Бог праќа да бидат ослободени апостолите. И кога ќе излезат пред суд на ова очигледно дело, самите стражари потврдуваат дека биле таму цела вечер, ќе треба да кажат: ми ангел нас не ослободи. И тоа на садукеите кои велат: не може, нема ангели. Тоа Бог ја користи глупавоста на Евангелието. За светот крстот е глупост. И тоа Евангелие за крстот секојдневно ги побива разумните, мудрите, оние во светската филозофија, ги побива со тоа што спасува луѓе и променува нивни срца. И тоа е абсурдот што Бог го користи. И всушност ги удира противниците на Бог онаму каде што мислат дека се уникатни и најсилни. Отркуваат воскресение и ангели и токму тоа им се случува, токму таму го напаѓа Бог нивното учење. Ке има и други такви надприродни, да кажеме, ослободувања, па и природни ослободувања. Понатаму Петар пак ќе биде ослободен и ангел пак ќе го ослободи во 12 глава. Па Павле и Сила ќе бидат ослободени од затвор. Истиот ден пак ќе бидат спасени апостолите од смртна пресуда. Зашто сака да не се покаже дека во таа војна која ја отвараат противниците на Евангелието, губат. Апостолите ќе се тргнат и единствено фрустрирани ќе останат тие членови на Синедрионот. Зашто бригадата, Христовата бригада, никогаш не трпи порази. Ангел ги ослободи, нели? И кога се ослободен, ангелот им рече: ќе одите и ќе му кажувате на народот, сите зборови на овој живот. Тоест ќе го проповедате Евангелието. И што направи апостолите? Ангелот не им рече: сега крийте се, опасна е работата, многу се изнервирани овие свештениците, намислуваат да ве убијат, најдобро сега да се повлечете, малку да стипне работата и потоа пак. Не, ќе отидете пак во храмот и ќе си проповедате. И апостолите тоа направија. Отидоа во храмот и не беше тешко и не требаше многу време да дојдат пак луѓе во Синедрионот да кажат: тие се таму проповедаат. Да, ги нема во затворот, проповедаат. И што прават сега?
повторно го праќаат стратегосот, т.е. командантот на стражата во храмот, да ги уапсат, меѓутоа им велат, внимавајте, опасна е работата, многу луѓе се со нив, да не ги разгневиме, туку така полека со кроце, фатете ги без агресија и доведете ги овде. А што мислите? Апостолите не знаеле дека можат многу лесно да загреат толпата и да испрат против Синедрионот? Може многу лесно со популизам да речат, видете овие сега што прават, сакат да не апсат, кој ќе ве лекува, кој ќе ве проповеда. Што да прави апостолите? Им рекоа, ајте, ставете лисици, немало лисици во тоа време, и тргнале кротко по овие. А може многу лесно да наелектризират целата толпа што било таму во храмот и да направат голема гирлутија. Не, тргнаа. Зашто знае дека нивното оружје не е телесно, дека тие не се борат против тело и крв, туку нивното оружје е духовно во една духовна војна. И тргнаа. И однесени се во Синедрионот и таму повторно истото распрашување како првиот пат, како првиот суд, изнесува првосвештеникот, очигледно Кајафа, ги прашува, нели, зар не ви забранивме? Ги подсетува на забраната, ние ви рековме да не го проповедате тоа име. И потоа ги увино и вели, вие го рушите нашиот углед. Како? Со тоа што нас не обвинувате за смртта на тој човек. Нас не обвинувате за смртта на Христос. Не баре, вие сакате неговата крв да ја префрлите на нашите глави. Еми, кој беше виновен? Кој го осуди? Кој го стави на крстот? И тука доаѓа до израз целата нивна фрустрација. Не, апостолите не префрлија вина на нив, зашто тие се виновни. Апостолите само проповедаа еден факт, дека тоа на што го направија тие, не им успеа. Тие сакаат да го уништат, меѓутоа Христос воскресна и е жив и уште продолжува да врши чуда. Апостолите само ја проповедаа вистината, а тие се почувствуваа засегнати, зашто знаеа што направија. Впрочем, самите тие му рекоа на Пилат, неговата крв нека биде на нашите глави и на главите на нашите деца. Тие сами ја преседоа вината. И на овие неколку прашања одговара. На првото прашање, зар не ви рековме да не проповедате повеќе, одговарат апостолите, и на второто нешто што го изнесоа, еве, вие префрлате вина на нас. Како одговара Петар? Тоа е прилика повторно, по втор пат, да проповеда во Синедрионот. Тој никој пат немаше да има прилика да проповеда на тие луѓе, не ги апсеа и не ги исправува пред суд. Апостолите се на суд овдека. Ова е судско тело во Ерусалим. И тие два судски процеси се прилика Петар да им проповеда, да ги повика на покаяние. И првиот пат и сега ќе го направи тоа. И прво она што го прави одговор на првото прашање, кога велат, зар не ви рековме да не проповедате? И тие велат, кого ние треба да слушаме? И првиот пат Петар ги праша, еве, вие сте учени луѓе, вие сте судии. Ај како суди, кажете едни, кој суд треба да важи за нас? Човечкиот или Божиот? И сега повторно ги праша и вели, на кого треба повеќе да се покоруваме? На луѓе или на Бог? И сега ова прашање што го поставува, риторичко прашање, Петар, многу пати е злоупотребуване. Петар овдека не вели, не треба да се покоруваме на човечките власти. Не е тоа. Прашањето е кога човечките власти ќе го принудат христијанинот да прави нешто што не е во согласност со Словото на Бог, т.е. кога човечкиот закон противречи на Божиот закон, тогаш Божиот закон е нашиот авторитет и ние го отфрламе човечкиот авторитет. Инако, Словото научи дека треба ние да ги почитуваме, да бидеме послушни на човечките власти. И кога Даниел, например, беше во лавовете, во јамата фрлен, тој беше таму бидејќи се спротивстави на заповедта кој му забрануваше да се моли на Бог.
Или Седрах, Мисах и Авденаго нарушија заповед на царот, бидејќи требаше се поклонат на еден идол и беа фрне во огнената печка. Меѓутоа ние да кажеме дека некоја човечка идеологија или политика, дека некаков договор кој Македонија го склучува е Божјата воља или не е Божјата воља, и се треба да се покруваме или не се покруваме, тоа не е во она што Петар го кажува овдека. Петар вели, Божјите закони се најважните за нас. Еко човечкиот закон, човечката власт е спротивна или нарушува Божјата, за нас е авторитет Божјата власт или Божјиот закон. И потоа продолжува со тоа што одговора на она обвинување. Вие сакате да ни ја префрлите нам вината. И Петар вели, па да, вие го убивте. Вие го распнавте на крстот. Вие го погубивте, вели во 30 стих. Вие го така што го приковавте на крст. И тука Петар не се плаши, не се стега да рече Исус. Исус е тој за кого вие зборите. Кажете го слободно, Исус е тој. Зашто ти не сакат да го изговорат тоа име. Но Бог во кого вие верувате, го воскресна него. Што сака овдека да каже Петар? Или апостолите, бидејќи пише дека апостолите, Петар и апостолите одговоре. Или Петар во името на апостолите. Не само што сте виновни, туку вие направивте се да го понижите максимално Исус Христос. Вие го распнавте на дрво. Не случајно додава овдека Петар го распнавте на дрво. Вие сакавте пред очите на сите да кажете дека тоа е проклет од Бог. Зашто, нели во законот пишува проклет да е секој што виси на дрво. Вие сакавте максимално да го понижите во очите на народ, да го отфрлите, да покажете пред сите дека не само што тој не е од Бог, туку тој е проколнат од Бог. Меѓутоа, имате вина. Максимално имате вина. Меѓутоа, Бог ја анулира вашата казна. Вие сте судии овдека на земјата. И вие пресудивте. Но неголемиот суд, Божиот суд, ја анулира со тоа што вашата пресуда, со тоа што го воскресна Христос. И не само што го воскресна, тоа првата поента. Вие сте виновни, но вашиот суд не значи ништо пред Божиот суд. Божиот суд е тој што го воскресна. И не само што го воскресна, туку и го вознесе со десниците, тоа втората поента овдека. Со десниците го вознесе, тоест идејата за десниците овдека е почит и чест. Тоа дело на Христос на крстот е потврдено од Отецот, со тоа што оној кого вие го пониживте, го прогласивте за проклет од Бог, не само што не е проклет, туку тој е поставен од десната страна. Тоа е на десницата на Отецот. И таму вознесен и поставен од десно на престолот, е прогласен за, и тука е пак зборот за четокот или архегос, кој значи началникот, оној кој е начело, оној кој е најголем. Во англиските преводи овдека стои зборот принцот или кнезот. Тоа е принцот, најголемиот. И додава и спасителот. Во третата глава Петар повторно во храмот го употреби тој збор архегос, но таму во комбинација со животот. И во преводот нашиот пишува зачетникот на животот. Оној кој е првиот на животот, оној кој го дава животот. А овдека па е дадена комбинација меѓу зачетокот и спасител. Истата фраза е употребена и во евреите архегос и спасител, зачетникот на спасението или принцот на спасението, оној кој го дава спасението, оној кој господари со спасението. Употребувајќи ја таа комбинација всушност, им вели на фарисеите, на садукеите, на првосвещеникот: вие сте виновни, многу сте виновни.
епте многу виновни. Зашто вие сакавте да го, не само да го убиете, да го понижите Спасителот. Но тој што вие сакавте да го понижите е воскреснат, вознесен од десно и како кнез, принц на спасението, ви нуди сега спасение. Вие трябва да се покаете. Вие сте виновни и трябва да я признаете вината и тој ви нуди спасение, зашто е господарот на спасението. Во еден случај што опишува Айронсайд за некој човек кој давал сведоштво во црквата. И во тоа сведоштво е говорил за тоа, нели, што Бог направил за него, како Бог го спасил. И на крајот, завршил, седнал и излегол пасторот, за кого Айронсайд вели дека бил некој легалист, кажал, нашиот брат ни раскаже што Бог направил за неговото спасение и така натаму, но би било добро да ни каже и што тој направил, кој е неговиот дел. И човекот станал и рекол, да, се извинав, заборавив, да направи голема грешка, заборев да кажам за моето учество. Мојот дел беше, што 30 години се бунтував против Бог, грешев против Бог, бегав од Бог, додека тој не ме најде, не ме привлече и не ме спаси. И тоа е вистината. И тоа го прави Петар овдека. Да има, ви учествувате во едно дело. И кој беше вашето учество во делото? Тоа е дело на спасение. Христос е Месијата, тој е Спасителот. И спасението требаше да се изврши на крстот. Спасението требаше да се изврши така што Христос ќе биде заменичката жртва, така што ќе биде проклет заради нашите гревови. И ви учествувавте во сето тоа. Како учествувавте? Со тоа што го распнавте, со тоа што грешевте против него, со тоа што го убивте. Тоа е вашиот дел. Вие сте грешници. А неговиот дел, тоа е зачетокот. Тоа е архегосот на спасението. И сега вие треба да се покаете. И ќе бидете спасени. Не. И третата поента, која истакнува овдека, и вели, завршено ли во 31 стих, значи сето тоа да се случи за да му даде покаяние и простување на гревовите на Израел. Сето, вие учествувавте тоа, Христос учествуваше, за да има спасение. И на крајот последната поента, за тие зборови сведоци сме ние и Светиот Дух. Ние сето тоа што се случи не беше тајно некаде во темнината, скриено од погледот на луѓето. Не, сите ние го видовме. Видовме како се вознесува. Така почнува книгата Дела, кога Христос се вознесува пред апостолите во слава, во облако слава. И не само тие, многу други го видоа Христос воскреснат. И добро, денес веќе апостолите ги нема нивното сведоштво остана. И ние го проповедаме нивното сведоштво, но сведок е и Светиот Дух. И кога ние сведочиме, сведочи во силата на Светиот Дух, во верата. Светиот Дух сведочи. Светиот Дух убедува. Светиот Дух ги прави живи тие вистини. Светиот Дух ги убедува срцата на луѓето во тие вистини. И нашата мисија е успешна, бидејќи Светиот Дух сведочи. И завршува Петар. Сведочи и Бог им го даде на оние што му се покоруваат. И Петар вели, Светиот Дух сведочи, вие треба да се покорите. Покорете се на таа вистина. Доста се кревавте против Бог. Доста отфрлавте вината која вие ја имате. Неговата крв е на вашите глави. И неговата крв ве осудува, ќе ве измие, ако се покаете, ако се покорите. Тоа е пораката. Тоа го кажа Петар на духовната елита во Ерусалим. На најистакнатите, најполитичари, теолози,
свещеници и така натаму. Вие трябва да се покорите. Вие трябва да станете послушни на ова Евангелие кое ние, како сведоци на Христовото вознесение, го проповедаме. Тоа е одговорот на Петар. Иако знае дека тие таму можат во истиот момент да добијат смртна пресуда. И тоа беше планот на Синедрионот, да ги убијат. Толку се разгневија, пишува што наумија да ги убијат. Нели? Кога го слушнаа тоа, се разлутија и мислеа да ги убијат. Меѓутоа апостолите го кажаа тоа што ти беа во војна. Тоа е војна, сериозна војна, во која лесно може да паднат глави. Но тие го кажа, ангелот им рече, ќе отидете и ќе ги кажувате зборовите на овој живот. Тоа се зборовите на овој живот, што го кажа апостолите. И намислија да ги убијат. И дојде пак спасение. Сега спасението дојде од еден човек, не од ангел, како во затворот. Бог работи на секаков начин. Бог нема, нели, модел како работи. Дојде спасението преку еден човек, Гамалиел, кој според традицијата еврејска е внук на Хилел. Значи, во тоа време, преодот меѓу Стариот и Новиот век, има два истакнати равини во Ерусалим, Шамај и Хилел. Шамај припаѓа на она радикално, по-строго крило, додека Хилел по-едно така по-либерално. Гамалиел е внук на Хилел, истакнат учител, тој учител и на Павле, меѓу другото, самиот Павле, вели, за тоа и истакнат и почитуван и меѓу свештениците и меѓу народот. И тој дава многу мудар совет и вели прво, луѓе израелци, размислете добро што ќе правите со овие луѓе. Тоест, не действувате така импулсивно. Сега суетата ви е повредена и денес скокате да ги убиете, чекайте малку. И наведува случај од историјата. Имаше еден Тевда, кој што собрал таму 400 луѓе, се прогласи тој за Месија, губија и се пропадна. Потоа е некој си Јуда од Галилеја, исто се случи со него, така да оставете. Ако тоа е од Бог, ќе остане. Ако од луѓето, ќе исчезне. И навистина овдека дава мудри совети Гамалиел, кога вели прво, не действувате импулсивно, размислете. Вие сте сега во афект, действувате според оние први сигнали, ваши, во егото. И навистина тоа е добар совет, не треба никогаш да реагираме така, во афектот. Туку треба да правиме анализи и да размислуваме. За жал, ние често сме понесувани од и како христијани, од популизам, од пропаганди и действуваме, дури не ги познаваме работите какви се. Реално, меѓутоа действуваме така, да бидеме патриоти, да бидеме како она што е популарно. Не треба човек да прави, да размислува, да прави анализи. Тоа е првото. И второто, вели, и тоа е ултимативната вистина, она што човек ќе пропадне, она што од Бог ќе устои. Меѓутоа, овдека не би се согласил и не тоа принципот кој ние треба до крај да го следиме. Зошто? Би било подобро доколку кажеше, да, во крајна мера, тоа е вистинскиот принцип, меѓутоа, принципот кој треба ние да го следиме. Бидејќи се појавуваат и денес култови ереси кои очигледно се спроти Божјото Слово, кои не се во согласност. И не треба да ги оставиме и да кажеме, тоа што човечко ќе се покаже на крајот дека е човечко и ќе умре. Ние гледаме колку сериозни штети носат ересите, култовите во Христовата црква. И кога ние ќе видиме такви, треба да реагираме. А кој е критериумот? Критериумот е Словото на Бог. Се треба, не треба да скокнеме веднаш, но треба да го споредиме. Имаме доволно силен критериум, правилник, по кој ние можеме да ги споредуваме учењата. И тоа е нашата должност, да споредуваме. И овдека Гамалиел требаше да каже, според мене, мудар човек, но тој кој добро го знае Стариот Завет, добро го знае и служението на Христос, како негов современик, да каже, луѓе,
Пак, ајде да видиме сега што учеше Христос. Ајде да видиме што пишува во Стариот Завет. Дај да видиме дали навистина тој не е Месијата. Ајде да видиме што проповедаат апостолите. Ајде да видиме дали тоа тие што го прават е спротивно на Словото на Бог. Тогаш ќе беше целосен одговорот на или реакцијата на Гамалиел. Во секој случај ги спаси Гамалиел. И тоа беше, вклучена овдека Божјата рака. И фарисеите, тој Синедрионот, решија да ги помилуват, не ги убија, да ги пуштат, но претходно, откако ги предупредија, пак да не проповедат, со тоа што и ги камшикуваа. Тоест, јако ги натепале. Камшикувањето било 39 без 40 без 7, 39. Се тргнале со крвави грбови. Така се тргнале. Меѓутоа, пишува со радосни срца. Зошто? Зошто беа удостоени да претрпат страдане заради Христос. И секој ден во храмот и по куќите не престануваат да поучуваат и да благовестат дека Исус е Христос. Тоа е таа операција, дел од битка. Тоа е една битка, духовна битка, која се водеше во Синедрионот. Да, излегоа, ударите беа на нив, но конечната победа на кого припадна? Словото продолжи да се проповеда и луѓе уште повеќе продолжија да се додаваат кон Христовото тело. Во тие битки, да, црквата трпи удари. Позната е она писмо што го напишал Теодор Беза. Беза е еден од учениците на Калвин и продолжител на неговото дело во Женева. Тој е еден од ректорите на универзитетот во Женева, кој излегле многу служители, французине, и тој го продолжува делото на Калвин да подготвува пастори за реформацијата во Франција. Француските пастори се подготвувани во Женева. Дел кој, говорно припаѓа на Франција, говорно, не територијално. И ја помагале реформацијата во Франција и во времето на еден од дуковите или кнезовите или грофовите, Анри или Хенри I, кога извршно една така голема неправда на хугенотите, тоест на француските реформатори, протестанти, Теодор Беза пишува писмо до дукот или до кнезот и му вели: ти си христијанин, барем така се декларираш, и да, познато дека на црквата е својствено да прима удари, а не да задава удари. Но меѓутоа треба и да те подсетам дека црквата е наковална која прима удари. Меѓутоа наковална на која се кршат чеканите кои удираат врз неа. Сите чекани кои решиле да ударат на таа наковална биле скршени. И тоа е чеканот на првосвештениците, потоа империјата ќе почне со чекани да удира. Тоа ќе биде уште посилниот чекан, како се токма голем. А пак да не збориме за рационализмот, просветлувањето, атеизмот, какви силни чекани користи против црквата. Сите се кршат. На крајот црквата останува победникот. Зошто во таа духовна војна што ја води, Христос е одреден, ние сме одредени да бидеме победници. Ние сме телото на Христос и како членови треба да бидеме смели да ги проповедаме како што ангелот им рече на апостолите. Сите зборови на овој живот. Целосно да го проповедаме Евангелието. Да служиме како сведоци на Христос. Секаде каде што сме да проповедаме. Дома. Дома треба да проповедаме. Во своите семејства. Да проповедаме таму каде што сме поставени. Дали е на работа, дали е на училиште. Во средината во која сме. Нашата задача во светот, на улиците да проповедаме.
И да се молиме Господ да ни даде смелост да се покориме на таа Негова заповед. И Тој не води. Тој ни дава наредби и ние сме најбезбедни тогаш кога одиме по духот, по послушност на Словото. А операцијата на Христовата бригада нема да се закупи. Таа на крајот секогаш победува.